Здраво, ова е подкаст од каде се парите, а јас сум Горан Теменугов. Пред да ја најавам денешната тема и денешниот гостон, само да ве потсетам дека се што гледате е бесплатно, а за да можеме ние да продолжиме да продуцираме содржини, ни треба и вашата поддршка, а таа најдобро се изразува така што на нашиот YouTube канал ќе не најдете и ќе притиснете subscribe. Ајде сега да збориме и за оноа кој ќе ни гостува денес, односно која ќе ни биде темата. Само да ве потсетам дека во една од епизодите со нашата гостинка Никица Мојсовска зборевме за начнавме една тема, а тоа е студијата на Мекензи како да се привлекуваат во иднина странските директни инвестиции. Таа студија е изготвена пред 10 година, помалку од 10 година, доставена до владата и од таа студија веќе нема ништо, бидејќи никој ниту една влада од тогаш не сака да ја спроведе. Затоа денеска ќе зборуваме за дел од тоа, но ќе зборуваме и дека беше наведено дека странските директни инвестиции треба да се смени периодот и да почне да се привлекуваат од автомобилската индустрија, од фармацијата и од агросекторот. Денеска ќе зборуваме за автомобилската индустрија, односно дали конечно можеме да се надеваме и треба да се надеваме да се произведе цел автомобил во државава. Гостин за тоа го повикавме во овој подкаст добро познатиот во економските кругови, но и пошироко господинот Виктор Мизо. Добре дојдовте. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Значи да не наведувам, вие сте председател на Советот на странски инвестиции, вие сте директор на странска компанија Костел, вие сте исто така член од Македонија 2025 заедно со Никица Мојсовска, кај што е она извршен директор, значи имате повеќе функции и поранешен директор на ТИРЗОТ и на Агенцијата за привлекување на странски инвестиции, значи многу функции, многу добро ја познавате состојбата во државава. Пред да навлеземе за автомобилската индустрија и за општите состојби со странските директни инвестиции и за тоа што се случува во економијата, бидејќи сметам дека сте добар познавач, да ве прашам за нешто друго. Пред известно време се спомена дека нема да се реализира првиот електрични автомобил во Македонија, односно инвестицијата за производство на прв електричен автомобил ЕГО или ИГО. Едноставно пропадна таа. Се сеќавам дека пред година и нешто, кога првпат се спомна за оваа инвестиција, ја и мојот колега од ИРЛ тогаш ве побаравме вас, бидејќи јавноста не знаеше што се случува и дали е возможно таква инвестиција, и ве побаравме за да ни дадете мислење, стручно мислење, да ни објасните дали е возможно да се произведе ваков автомобил. Тогаш рековте дека тоа е многу тешко, бидејќи во јавноста имаше големи сомнежи, но и вие рековте многу тешко. Се обистинија вашите сомнежи, што е причината да не можеме да не можевме да очекуваме да се направи, да се реализира овој проект? Благодарам на прашањето и она што е поврзано со ИГО, јас ќе ви кажам од моја гледна точка, моите не само сознанија, но општо коментарите кои се поврзани со потенцијално дали ние како држава можеме да произведеме автомобил и каков вид на автомобил. Она што е специфично за ИГО, кога ја слушнав оваа информација, јас веднаш стапив во контакт со моите колеги во Костел во Германија, бидејќи ние како компанија сме прилично блиску до Ахен и до Универзитетот во Ахен, каде што голем број од моите колеги на високи позиции, посебно во делот на развој и истражување, но истовремено на високи менаџерски позиции се доктори на науки кои имаат завршено на Ахен, и прашав колку ние како компанија Костел, бидејќи се работеше за компанија која потенцијално би произведувала електрични возила, а ние сме компанија која го направи првиот систем на така наречена енергетска електроника, Power Electronics, кој се користи ексклучително во електрични и во плагин електрични возила, каде што системот на полнење на возилото треба да се трансформира таа наизменична струја од 220 волти преку целосен систем и како батериите се полнат. Тоа е патент на Костел и во моментот има околу 4 милиони возила во светот. Цела Volkswagen групација, BMW групација и слично Ford Rivian кои користат наши системи. Она што колегите ми кажаа дека ние како компанија сме биле во контакт со ИГО пред неколку години, сега повеќе, мислам дека веќе 5 и 6, и кажа нормално за промената на собственичката структура и слично, но дека сме престанале да соработуваме, бидејќи не се гледала голема перспектива иднина. Она што мене ми падна директно во очи. Прво, барем не се сеќавам дека некој
официјално од страна на компанијата дојде и да го објасни целиот оној процес. На кој начин ќе се произведувал школката на возилото. Дали тоа ќе биде метална, дали тоа ќе биде од карбонски влакна или од некој вид на композити. Од каде ќе доаѓаат батериите, од каде ќе доаѓаат електромоторите. Што точно, на кој начин ќе се составува овдека и во најголем дел од случаите, јас би рекол ексклузивно сите локации каде што се произведуваат возила, тука мора да има железница. Начинот на кој возилата од фабриката се пренесуваат се со железница. Дали тоа оде до пристаниште, па тие возила потоа се пренесуваат со бродски транспорт или со железница до некои централни транспортни хабови, од каде што потоа на друг начин ќе се пренесат до кајните потрошувачи, сметав дека тоа е неопходно. Во нашиот случај беше избрана зоната во Тетово, но зоната во Тетово директно нема пристап до железница и истовремено Значи да појасниме, не е поентата во близина некаде да поминува. Не, тоа мора да има внатре, во самата фабрика, во рамки на тој индустријски комплекс, мора да имате начин возилата, од кога ќе бидат тестирани, склопени и сето тоа, многу блиску да може директно да се качат на оние големи транспортни вагони, железнички вагони кои се користат за транспорт на автомобили. И дополнително, нешто што мене барем ми представуваше еден сомнеше од моментот кога таа инвестиција беше најавена, ако не се лажам, тоа беше некаде во август 2002 година, поминаа речиси 18 месеци, еве сега сме некаде 18 месеци од тој момент, каде што ако некоја инвестиција е најавена, така наречен концепт на time value of money, кога ќе знаете колкава вредност и колкав капитал вложувате, вие сакате многу брзо тоа да се реализира, за да може да го оплодите тој капитал, бидејќи знаеме што се случуваше со од инфлација до зголемување на сите оние трошоци. И дополнително, возилото кое беше иницијално представено, јас не го видов лично, но имам видено различни модели на Eagle на интернет, гледаме дека во последните неколку месеци кинески возила се сега достапни не само во Кина, туку и во Европа на цени од 10 до 12.000 долари. Така да брзината на подобрување на сите оние концепти, перформанси и намалување на цената на електричните возила, посебно за тие такви мини возила, е толку брза во Кина, што е тешко да може некој да ве увери, не е дали е тоа Иго, туку било кој друг европски производител на возила, дали може во тој сегмент да биде конкурентен со Азија. Сега доаѓаме до конкурентен европски, во Европа многу тешко со Азија, еве електричните автомобили, доаѓаме до моментот дека малце како да забавуваат Соединетите Американски држави кои каскаа генерално со електричните автомобили, иако Тесла е од кај нив, но Европа почнува некако да се колеба, посебно Германија која што беше предводник околу форсирањето на електрични автомобили, почнува некако да забавува со таа идеја и се уште го долговлекува примената на електричните автомобили да останат оние со внатрешно согорување. Дали се менува веќе иднината, односно се успорува дека електричните автомобили ќе бидат во центарот на вниманието? Ова е така наречено $1 million question. Зошто? Знаеме дека пред не многу долго Европската унија и земјите од Европа усогласија тајминг, некој 2030-та, некој 2035-та година, да полека но сигурно целосно се откажат од мотори на внатрешно согорување, каде што сите нови возила треба да бидат возила на струја. Некои производители на автомобили дури тоа си го поставија интерно, не само за Европа, туку за глобалниот пазар, за нивната лепеза на производи, целосно да се електрифицираат. Од друга страна, спретно имате Toyota, која беше и се уште е пионер во хибридни возила, полека навлегува и во плагин хибридни возила, но таа некако се противеше на целиот оној концепт да целосна електрификација и почна можеби и срамежливо со неколку електрични возила, но многу помалку од други глобални производители, а мора да земеме во обзир дека Toyota е најголем производител на возила во светот и има повеќе од 1 милион произведени возила повеќе на годишно ниво за минатата година од второпласираниот Volkswagen. Од друга гледна точка во Кина, минатата година за прв пат не беше века Volkswagen најпродаваниот бренд. Тоа беше BYD. И BYD, како што знаеме од пред неколку месеци, потврдија дека ќе имаат нова производствена локација во Европа и тоа ќе биде во Унгарија.
дури го разгледуваат она како можност дали би произведувале во Мексико, за да го искористат оној концепт на нафта помеѓу Мексико, Соединетите американски држави и Канада, да може да произведуваат на таа територија и без царински да продаваат таму. Ај прво да го земеме северноамериканскиот пазар. Како што знаете, пред неколку дена Трамп директно кажа нафта или не, ако кинески производи се произведуваат во Мексико, јас пак ќе ставам царини, ако треба и 100% царини, за да не може да продаваат на американскиот пазар без разлика на тој договор што постои. Во Европа тоа не може бас така, но во Европа знаеме дека фон дер Лајен некаде на средината на минатата година започна еден процес на анализа дали кинеската држава и државните институции не соодветно ги субвенционираат производителите на возила од Кина и заради тоа гледаме голем, јас би рекол дури наплив на кинески возила во Европа. Во декември MG, кинески MG, тоа е англиски бренд, но Кина го има тој бренд, гледаме и кај нас има такви такси возила. MG беше најпродавано возило во месец декември во Шпанија. Шпанија е Европска унија. Шпанија е 4-та најголема економија во Европската унија. Сеат се произведува во Шпанија, Форд се произведува во Шпанија, Мерцедес се произведува во Шпанија, но најголема продажба имаше кинески MG, нешто што никој не би поверувал пред неколку години. Така да, што ова значи на глобално ниво? Точно е Тесла, минатата година Тесла Model Y, Model Y беше најпродаваното електрично возило во светот и истовремено беше најпродаваното возило во Европа. За прв пат неевропско возило беше најпродаваното возило. Но мора да земеме во обзир дека целиот оној бран на електрификација од гледна точка на прво имањето на инфраструктура. Так. На трите географски поделби, Азија, пред се Кина, бидејќи Јапонија е тотално на друга страна на спектрумот. Значи Кина, Европа и Америка од различни причини брзината на електрификација не е иста. Во Кина ако државата одлучи дека треба да биде така, ќе биде така и тие активно влегуваат во таа технологија и можам да ви кажам и ние како глобална компанија Костал минатата година за прв пат обртот на нашите азиски фабрики, пред се тука се Кина и делумно Индија, беше поголем од обртот кој го имаме во Европа. Значи, после 112 години постоење, Кина ја престри на Европа. Да мислам дека и повеќе автомобили, најмногу автомобили имаат продадено убедливо најмногу автомобили имаат продадено, така така. И ние гледаме дека нашиот производ кој пред се користи во најмногу премиум производители на возила во Европа, кинеските брендови сакаат да соработуваат со нас и сакаат најдоброто го земаат, значи. Да, го земаат, но не она што знаете дека пред повеќе години, во еден период од повеќе години, сите се плашеа дали кинезите сакаат тоа да го искористат, да го копираат и заради немање доволно критични правила на интелектуална сопственост, тоа да ископирано и потоа да имате кинески модел на сето она што е направено. Во нашиот случај активно соработуваат со нас, бидејќи сакаат во некој од нивните возила да користат лепеза на наши производи, без разлика дали се тоа енергетска електроника за чисто електрични возила или е тоа мехатроника за некои контролни електрични системи внатре. Во Америка, знаете дека таму е стравот од колку и каде ќе најдам доволно локации за полнење. Така, они немаат полночи, Америка нема полночи. Ама таму Тесла има најдобрата мрежа на оние екстра брзи полночи, каде што сега нивниот стандард полека, но сигурно ги прифаќаат и другите производители на возила, тоа е еден адаптер, но се користи и може да се користи мрежата на Тесла, која има најдобро. Но мрежата на Тесла е сконцентрирана на неколку локации во Америка, Калифорнија, Масачусетс. Во суштина богатите земји каде што се богатите региони или оние кои се држави нивни, не држави. Или оние кои се понастроени кон зачување екологија, природна средина, во Охајо веројатно нема толку. По-либералните или во западна Пенсилванија или слично. Така, или во Џорџија веројатно би требало да има. Во Џорџија би можело да има, но северна и јужна Дакота можда не толку. Така. Но она што е важно дека и таму, знаете, американците возат многу повеќе отколку што возат на другите континенти заради дистанците кои се присутни во Америка и заради тоа што дневно
посебно во некои делови на Калифорнија, возите во еден правец на работа по повеќе од 1,5 час. И сега вас да ви снема струја, а вие сте на некој автопат во околината на Лос Анџелес, Не е баш пријатно. Не е баш пријатно, бидејќи имате начин и во канта да донесете 1 галон гориво, но не можете една кофа струја да донесете. Се уште не, али се уште може не. да. Но од друга страна во Европа гледате дека прашањето дули беше дали регулативата беше таја која ги насочи производителите кон електрификација или тоа беше побарувачката и потребата на пазарот и на народот. Јас мислам дека во Европа малку повеќе беше регулативата и со таа регулатива, со оние лимити на издувни гасови, посебно на јаглерен диоксид, јаглерот моноксид, голем број на компании мораат во својата лепеза на производи да имаат неколку модели кои се zero emissions, значи модели кои нема да имаат никаква емисија на гасови, заради тоа некои компании отидоа подлабоко во таа електрификација. Гледаме првите 2 месеци на годинава, каде што имаме во Европа зголемување на продажбата на возила за околу 10% споредено со минатата година, но зголемувањето на плагин хибридни возила е поголемо од зголемувањето на електрични возила. Што значи дека сега можеби и навистина е многу тешко. Тоа е Toyota концептот во Toyota концепт. Но Toyota е чисто хибридно. Ова се плагин хибридни каде што може и да го наполните за некој радиус на движење околу 100 километри, зависно од возилото и само да големината им на објасниме батеријата. на сите што не следат, чисто електрично возило има само батерии Така и е. се уштекер се уклучува, се полнат батериите и се вози. Хибридните има мотор, има и електромотор и у суштина И батеријата се полни при кочење, че при е- одење на така е. удолници слично. И се користи делот од А енергија. плагин хибридно има и мотор за внатрешно согорување, кој може да биде бензински или дизел, но има и батерии кои се полнат при возење како нормалните хибрид возила или кочење, но истовремено може и да го наполните екстерно Така. и обично тој радиус на движење некаде околу 100-120 км зависно од возилото. Да им го објасниме. Рековте да не ја заборавиме, во Унгарија се мислат кинезите да влезат. Во Унгарија веќе Што ќе значи тоа за Европа, што ќе значи и да преидеме полека и за Македонија? Точно. Сега да Веќе знаете да се што поврзаме малце Така е. со нашава држава. Што значи ова за Европа? Во моментов како што ви кажав, увозот на електрични возила од Кина. Кина минатата година стана најголем извозник на возила, го престигна Јапан, но истовремено причина за тоа не се само електричните возила од Кина што се извезуваат, но истовремено голем број на кинески брендови го окупира рускиот пазар, така, што бидејќи го западните напуштија, компании го напуштија тој пазар. Така да тука е малку специфичноста, но најголем извозник на електрични возила од Кина не е само BYD, возилата на BMW, возилата на Volkswagen, возилата на Renault се извезуваат на Dacia, се произведени во Кина и се изведуваат такви возила на европскиот пазар. Така да од таа гледна точка не значи дека се афектирани само кинески брендови, туку кинески произведени возила, бидејќи интересен податок. Најголем извозник на возила од Соединетите американски држави не е американски бренд, туку е BMW. BMW во фабриката во Јужна Каролина, сите X4, X5, X6, X7 модели глобално се произведуваат во Америка. Сега, она што го прави BYD, гледайте, Унгарија е единствена земја на светот, освен Германија и Кина, каде што Мерцедес, BMW и Audi имаат производство. Дури во Соединетите американски држави сите три не се лоцирани. Ауди е во Мексико, само Мерцедес и BMW се во Америка. Освен овие три, Унгарија го има и Сузуки и сега се планира да дојде и BYD. Истовремено во изминатите 3 години Унгарија успеа 6 од најголемите 10 производители на батерии за автомобилската индустрија да донесат одлука и веќе работат или се во фаза на завршување фабриката на тие инвестиции. Само CATL, што е најголем кинески производител на батерии во светот, има инвестиција во Унгарија од 7,6 милиарди долари. Сега дојдеме... Значи Унгарија ова успеа да го привлече. Успеа да го Без привлече. разлика на политичките или геополитичките перцепции. Тоа е многу интересно. Сега Унгарија мене одма кога го зборувате ова ми текна дека и они немаат море.
Така е. И они се континентална земја, ние немаме море, ние се обидуваме да развиеме автомобилска индустрија, гледаме дека ја привлековме од 2012-13 кога почнаа да функционираат привлекувањето на странски Од инвестиции. првата инвестиција, прво дојде Джонсон Контролска 2007, па потоа после 2 години Джонсон мети. Генерално почна за она замавот некаде околу 2011-2012. Бидејќи економската криза, финансиска криза, тогаш веќе почна имаше влијание. Но идејата во Македонија да може да се произведе целосно автомобил од некоја странска компанија што ќе дојде да инвестира е од почетокот на 90-тите години, каде што го имавме Audi A3, мислам дека беше првичната варијанта дека треба да дојде, па после се зборува за други возила, за други инвеститори. Зошто веќе кога развиваме автомобилска индустрија, што е онаа пропратните елементи што се заделови за автомобилската индустрија, не се осмелува ниту еден и производител на автомобили да донесе барам некој малецок производ, некоја помал автомобил, нешто едноставно што може да го склопи на ваков во ваква држава. Многу добро прашање, ќе ви го одговорам со неколку, да кажам, причинско-последични состојби. Како прво, во Европа има поголем капацитет за производство на возила отколку што е побарувачката во моментов. Дополнително, при производство на возила секогаш мора да се земе во обзир индустријската традиција на државата. Дали претходно се произведувале возила или такви комплексни електромеханички системи. Може би пред 30 на 40 години тие системи биле повеќе механички, но сега се повеќе и повеќе се електромеханички. Во случајот на Тесла таа мисли дека тоа е софтвер на тркала. Па имаат проблеми со корозија, со вода, лево десно имаат некои механички но тие што купуваат Тесла пак сакаат да купуваат Тесла. Добро, окей. Ако гледаме на просторите на поранешна Југославија, освен поранешна застава, имавме Ида Кикинда на северот во Војводина. Имавме ТАС Сараево и потоа тука беше Рено, производството на Рено во Словенија. Ден денес Фиат ја превзеде фабриката на застава, бидејќи сето тоа што беше произведено во времето на Југославија беше под лиценца на Фиат, на еден или друг начин. И да Кикинда, тоа склопување на тие возила од страна на Опел, веќе не постои. Производството во Босна не постои, но знаеме што се случуваше во Босна во 90-тите години. Еден од најголемите добавувачи, колку што знам, на Volkswagen е токму од Босна. Превент. Тоа е фамилија, двајца браќа кои живеат во Германија и во Босна имаат над околу 7000 вработени. Да, и мислам дека се милиардери, се бидејќи го обслужуваат Volkswagen. И се уште во Словенија опстана производството на Рено. Таму се произведува Рено Твинго. Но гледате дека и од она што беше поранешна Југославија, само и знаеме дека Fiat 500L кој се произведуваше во Србија веќе 2 години не се произведува, бидејќи Fiat планира нов модел да се произведува во Србија, но и Fiat врз основа на нивните глобални активности во рамки на Stellantis групацијата, од кога Stellantis го превзеде и Chrysler, треба да го оптимизира своето производство и да види дали може и како да се користат нивните локации. Но прво, таа индустријска традиција кај нас не постои за производство на вакви возила. Дополнително, за производство на возила, за некоја нормална фабрика каде што би се произведувале околу 200.000 возила на годишно ниво. Ова е многу поразлично од оние бројки што ги кажа Игол, но тоа е мини возило. Јас зборувам за нормални производствени локации. Тука се потребни не помалку од 300 хектари. 300 хектари, каде што може би и 400 хектари, со целосна инфраструктура, железница и слично. Самата фабрика изискува понекогаш помеѓу, зависно од нивото на софистицираност и технологија, сигурно не помалку од 5, понекогаш и до 10.000 вработени, но истовремено околу нив голем број на добавувачи треба да се директно колоцирани. Например, крајниот систем на седиштето мора да се произведе веднаш до фабриката за возила, заради транспортот. На кој начин? Моторот може да дојде од друго место, но самата шасија, сето она што значи металниот концепт, каросеријата, на кој начин и како тоа ќе биде произведено. Добавувачи од друг вид понекогаш мора да се колоцирани во некој радиус голем индустријски парк, кој нема да биде поголем радиус од 10 километри за нешто вакво. Таква локација
е многу тешко да најдеме во Македонија. Јас би рекол, ако навистина бараме, не велам дали е тоа можно и колку е тоа можно, јас би рекол тоа треба да биде некаде на автопатот помеѓу Скопје и Штип, некаде околу Свети Николе, за да имате некаков радиус, каде што во некој радиус од помалку од 100 километри или дури помалку од 100 километри, од 50 на 60 километри, ќе имате многу повеќе од 50% од популацијата на државата кои може да гравитираат кон една таква локација. Но, ако тоа се случи, дали ние ќе ги канабилизираме постоечките компании кои се добавувачи од автомобилска индустрија кои не се баш толку во тој регион, бидејќи треба да земеме во обзир од каде сите тие луѓе ќе дојдат. Тие ќе сакат да најдат кадар кој не е необучен, туку кој имаат некој искуство, знаење од автомобилската индустрија. Дали тоа значи дека компании кои се, не знам, во Струмица, во Прилеп, во Битола, во Охрид, Струга, Кичево, Тетово или слично, одеднаш тој кадар ќе мигрира кон оваа голема концентрација на едно место. И ние како држава, најмалата, освен Словенија, но Словенија има долгорочно искуство, најмалата земја во Европа што произведува возила е Словачка. Словачка има малку повеќе од 5 милиони луѓе, но во Словачка се произведуваат најмногу возила по глава на жител на годишно ниво. Но тука е традицијата. Чехословачка имаше Шкода. Така е. Знаеме која беше Шкода во тие години пред војната. Пред војната сериозен бренд, точно. Сериозна значи индустрија. тие во 30-тите години беа на ниво на развој на Германија. Така. Во Полска, каде што исто така има голем број на производители на автомобилска индустрија, и тамо по лиценца се произведуваше Фиат или Полонез или оној Фиат 126 и слично. Така да сите овие во Романија постоеше Дачија. Дачија сега е превземена од страна на Рено и Дачија е оној бренд кој минатата година помеѓу Дачија и Тесла се водеше битка кој ќе биде најпродаваниот модел на возила во Европа. Така да од таа гледна точка сметам дека со нашата популација, еве да прифатиме дека имаме 1.800.000 луѓе, и тоа може би е дискутабилно, јас сметам дека можностите кои ние би ги понудиле за ваков производител на возила, од сите оние анализи и при анализа на вакви инвестиции е многу подлабинска отколку анализа ако барате локација која значи, у суштина, за производство на кажат, компоненти. ќе донесеме автомобилска индустрија со автомобил да се произведува, не е да не веруваме така лесно. Јас сметам дека тоа е многу тешко. Да не речам во рамките на невозможното, поради она што се случува во Европа. Прво, има повеќе капацитет од кој што е необходен, а потоа сите овие други потенцијални пречки или негативни влијанија врз нас како географија. Сега доаѓаме до она прашање, ќе се вратиме сега на она студија на Макензи, вие ја знаете таа студија, таа препорачува да се инвестира во автомобилска индустрија. Гледаме дека немаме технички можности, немаме човечки можности за да се надеваме дека ќе произведеме готов целосно автомобил. Што да се инвестира и дали да се продолжи со таа стратегија да се спроведува, затоа што генерално на секоја криза прва на удар е автомобилската индустрија. А шушне некоја кризичка, дали финансиска, дали здравствена како што имавме, дали инфлација, да било што, одма автомобилската индустрија е на удар. Прва на удар е таа, па се останат. Зошто е автомобилската индустрија прва на криза? Затоа што тоа значи дали возилото не сме ние репер за она што се случува во Западна Европа или во Северна Америка. Тамо најчесто возилата се купуваат на лизинг и после 4 години имате ново возило. Така. Од друга страна, кај нас просечната старост на возилата знаеме каква е и колкава е. До 10-12 години чуваме, па после може ќе купиме нешто ново. И ново. колкав број на возилата кои се купуваат во Македонија се нови, а колкав број се половни возила кои се увезени и понекогаш тоа е шкартот од Западна Европа. Бидејќи дали се тоа реалните километражи или слично, не сакам да знам. При секој секогаш кога има некои економски потенцијални проблеми, без разлика дали е тоа, не сакам да речам само рецесија, туку забавување на економијата, зголемување на каматните стапки и слично. Купувањето на возила одеднаш директно е под тоа влијание, бидејќи прво тие возила се купуваат на кредит,
каматните стапки се зголемуваат, тоа значи дека месечните паушали за исплата поскапуваат автомобилите. поскапуваат и понекогаш некој ќе размисли, чекајте, јас можеби ќе почекам уште една година, бидејќи моето возило е доволно добро, немам никаков проблем, не се овие возила кои одат на автотрки. Најновиот модел не е секогаш неопходен и дополнително, посебно она што се случува во изминатите 3, 4, 5 години. Развојот на технологијата, кој концепт, електрификација, плагин хибридно возило, дизел, дали тоа ќе биде бензински мотор и слично, понекогаш луѓето се во исчекување да видат која од овие технологии, која од овие принципи ќе биде на времето, ако се вратам јас пред 35 години, дали ќе купи некој VHS или Betamax. Сите отиде со VHS, Sony отиде со Betamax, на кај VHS победи, тие што има Betamax видео рекордер, остана што би секло, беа квалитетни. По-квалитетно од VHS, али стандардно од VHS. Но и сега сме во еден таков момент што и како ќе биде иднината и можеби некои луѓе и на глобално ниво едноставно сакаат пред да донесат таква одлука, бидејќи, како што гледаме, цените на возилата се многу повисоки од колку што беа пред неколку години. Просечна цена на возила во Северна Америка ми се чини веќе околу $40,000. Тоа е веќе скапа инвестиција и дали да продолжиме со автомобилската индустрија. Да се вратиме на тоа. Прво, кога ќе зборуваме за автомобилската индустрија, јас сметам дека тука треба да ги земеме оние Tier 1 и Tier 2 добавувачи на главните компании кои ги произведуваат автомобилите. Ако гледате, автомобилската индустрија е најмобилна индустрија која секогаш бара по-добра, по-ефикасна локација и од нивна гледна точка не е low cost, значи ниска цена, туку е best cost, најдобра цена. Во цената на трошоците кои се поврзани со производство не влегува тука само цената на работната сила. Тука влегуваат и сите оние дополнителни трошоци, без разлика дали се тоа енергенси, дали се тоа транспортни трошоци, дали се тоа квалитет и вид на работна сила, расположливост на работна сила, во кој опфат и радиус таа работна сила може да се донесе на една локација. И ако почнеме од паѓањето на Берлинскиот зид, знаеме дека прво земите од Централна Европа, на вистија добија многу, Чешка, Словачка, Унгарија, Полска, веќе ги спомнавме тие земји. Потоа во вториот план тука беше пред се Романија, Бугарија има голем број на компании од автомобилската индустрија, но тоа за нив не бил историски гледано фокусот. Тие многу повеќе биле концентрирани на компании кои се поврзани од IT секторот и компании кои се поврзани со бизнис процеси, оптимизирање и сето тоа повеќе малку услужни дејности отколку само производство, а во нашиот регион Србија е онаа која иако процесот го почна, јас би рекол после нас, гледаме дека Србија во моментот е на вистина напред на тоа поле и минатата година, мислам дека 2 години поред тие имаат странски инвестиции поголеми од 4,5 милиарди. Чувате сега и уште една тема странски долари или евра. Така, но автомобилската индустрија точно е. Макинзи направи една анализа. Дали да продолжиме за тоа или треба да сметам прво таа анализа мора да се направи еден апдейт, едно подобрување на приликите кои биле тогаш пред околу 10 години и сега, бидејќи не се сите исти прилики. Пред се, невработеноста во Македонија е многу различна, цената на работна сила е многу различна, но треба да земеме во обзир желбата на луѓето да работат во индустрија. Дали на вистина е тоа нешто што секој човек кај нас сака да го прави. Но, она што е важно е, треба да се фокусираме, ако во еден момент имало еден вид на микс помеѓу трудоинтензивни и капитално интензивни, односно технолошко напредни компании, сега сметам дека трудоинтензивните активности веќе немаме многу расположлива работна сила. Јас би се концентрирал на компании кои би вработувале некаде до 500 до 600 вработени, но на вистина да се таргетираат соодветни локации каде што се уште има такви джебови на соодветна работна сила, каде што како што гледаме текстилната индустрија порекано сигурно во источна Европа изумира, но треба да се види структурата на таа работна сила во текстилната индустрија од гледна точка на старосна структура, но исто така од гледна точка на можност за дообука и усовршување на некои понови технолошки напредни активности. Сега
велите треба да се инвестира во помали предпријатија од 500-600 луѓе, кај што ќе се најде соодветна работна сила и доаѓаме до прашањето, ќе се вратиме после на странски директни инвестиции на образованието. Образованието е на работната сила е рак рана на нашето стопанство. Рековте треба да се види дали сакаат да работат во стопанството, во реалниот сектор или сакаат да бидат адвокати, сакаат правници, сакаат да бидат економисти или административци. Или административци и доаѓаме до онаа прашање, вие наведов повеќе функции имате, вие седнувате со политичките партии да разговарате како совет на странски инвеститори, но исто така и како Македонија 2025, сега сме во предизборие, седнувате да зборувате, потом ќе ве прашам како изгледаат тие средби и што им кажувате и како реагираат на вашите барања. Веројатно укажувате на овие проблеми со образованието, со работната сила, но како е првен да ни доловите, ке седнете со политичарите и како си се гледате едноставно? Точно е. И со Советот за странски инвеститори, како дел од Стопанската комора, но и како член на бордот на Македонија 2025, во изминатите 2-2,5 недели имав можност да седнам со главните политички партии од двата блока. Мислам дека состаноците беа со две партии од условно кажано од македонскиот блок и со две партии од албанскиот блок, каде што ние ги презентиравме нашите наоди, очекувања, барања, на кој начин овие наши и истовремено совети би биле вклучени во предизборните програми на овие партии и потенцијално доколку било која од овие партии победи или состави идна влада, на кој начин истите би биле преточени во владините програми за имплементација. Она што го кажавме од гледна точка на Македонија 2025, да не одам во многу детали, но прво кажавме дека борбата против корупција треба да биде основната активност. Тоа е она што е нулта стартна точка да корупцијата, елиминирање на корупцијата или ерадикација е теоретски можно, но во практика дури во Скандинавија. Не ви рекоа политичарите, дајте ни пари за да се бориме против корупцијата. Значи, тоа да не го кажа. Но кај нас знаеме дека корупцијата е рак рана на нашето општество подолго време, не само изминатите 2-3 години кога тоа кажано, но сега е навистина извадено на површина од страна на сите и меѓународни фактори. Но истовремено кажавме, пред се тука три теми. Една е дигитализација, бидејќи дигитализација е прво начин на намалување на корупција, но истовремено поефикасно работење на администрацијата, од секаков вид. Локална, централна администрација и се она што значи да се оптимизираат процесите. Потоа, она што значи конкурентност на стопанството, конкурентност значи намалување на непотребните бирократски процедури и регулативи кои треба да се намалат за полесно да работи стопанството. Потоа, директна поддршка на извозот, бидејќи знаеме дека во Македонија многу мал број на компании извезуваат и тие се концентрирани пред се во Европската унија, значи ни треба диверсификација и по географија, но и по вид на производи и како тие компании да се поддржат. И третата тема отколу таа конкурентност беше нов процес и воспоставување на рамка и стратегија за привлекување на странски инвестиции од гледна точка на детектирање и тука индиректно е спомната таа студија од Мекинзи која треба да се доработи. Тоа значи да се воспостави една институција која јас би ја крстил Агенција за економски развој. Да не биде за локални или за странски инвестиции. Тука да влезат и инвестиции, да влезе и предприемништво и промоција на извозот, но на едно место тоа да биде како едно шалтерски one-stop shop и да има луѓе кои ќе раководат со оваа институција и кои ќе бидат техничките кадри во таа институција со соодветно искуство и знаење, професионализација, а не партизација. Како ве гледаат на себе ова? Што ви одговорија? Баш ме интересира. Ова е нормално во земји кои се успешни во овој свет. Дали е нормално кај нас? Како ви рекоа да ќе биде или ве гледаа бледичко малку? Еве јас ќе ви кажам. Јас кога бев на чело на Агенција за странски инвестиции или на Дирекција технолошки индустријски развој, нити бев член, нити тогаш, нити сега на политичка партија и јас имав соодветна едукација и работно искуство работејќи во автомобилска индустрија во Америка. Сигурен сум дека денес можеме да најдеме десетина луѓе кои
активно врз основа на нивното образование, знаење, може да се бидејќи треба да имаме луѓе кои знаат соодветни индустрии кои сакаме да ги привлечеме. Како ќе привлечете вие фармацевска или автомобилска индустрија ако никој не работел во таа индустрија? Да, но седите со политичките партии, рековте 4 по најголеми, што у суштина, некоја од нив ќе биде во наредната влада. Како ве гледаат кога ова го зборите? Ви викат браво, да, така ќе биде, или гледате сериозен пристап, да, имаме човек, имаме луѓе, размислуваме. Не навлегуваме во кадровски решенија, но на сето ова директно имаме кажано дури и рок во кој временски период. Што ви викаат, ќе биде или нема да биде? Тие го земат ова во обзир, им го даваме подетално. Тие се согласуваат за дигитализација, се согласуваат дека сите овие процеси што ги кажуваме се важни. Ние нудиме како Македонија 2025 и советодавни решенија и на кој начин ние може да сме вклучени. Но директорот на Агенцијата за странски инвестиции се менува буквално на секој летенце ново детенце, односно нов човек, кој што како се види образованието или што има сработено било само во институции, во партиски поврзани институции, не бил на терен или да има работење. Тоа треба да го смениме. Земјите во светот кои се посветени на економски развој и странски инвестиции. Ирска, Сингапур, па во Европа тука би ја зел Унгарија, тука би ја зел Словачка, тука би го зел Мароко, тука би го зел Чиле, Колумбија, Коста Рика. Значи, зборуваме за многу различни земји. Турција, во Азија, Индонезија, Филипини, сите овие земји активно работат во овој процес и работат на привлекување на инвестиции со соодветни кадри. Тие кадри можеби биле едуцирани во странство, работеле во консултантски фирми, во инвестициски банки, или пак не мора, нека бидат луѓето од овде, но да имале искуство во водење на фирма. И водење на фирма каде што имало некаков буџет. Буџет каде што требало да се буџетира и исплата на плати, но и буџет за инвестиции во самата фирма. Ако вие не сте воделе фирма со 20 на 30 милиони евра на локално ниво, како ќе знаете вие да разговарате со извршни директори или раководство на мултинационални компании кои се Fortune 100 компании кои имаат годишен обрт од над 30 милиарди долари? Прво, нема да најдете заеднички, не можеме ние со бенефиции да ги привлечеме. Ако е само за бенефиции, зошто не можеме со бенефиции, бидејќи цело време се форсира бенефиции. Така почна, така се продолжи. Зошто не можеме само со бенефиции? Сега менувате малце страната и викате не само со бенефиции, а така почна. Бенефиции се она што на англиски би се кажало icing on the cake или cherry on top. Треба се друго да го поминало тој лакмус тест и анализа дека вие како локација Македонија сте подобри или барем исти како другите анализирани локации, па потоа бенефицијата можеби да превагне на едната или другата страна. Само со бенефиција, ако пробате да привлечете странска инвестиција, што ќе се случи? Прво, таа инвестиција тогаш нема да има долгорочност. Таа ќе биде тука во временски период додека бенефицијата и после тоа ќе биде auf Wiedersehen или goodbye. Така беше и со претходното и со ова истиот концепт се форсира. Гледајте, која инвестиција од автомобилскиот сектор која дошла ја напуштила државата? Johnson Controls Johnson Controls го продаде електронскиот делот за електроника на Visteon. Значи, тие го напуштија целиот тој сегмент и потоа Visteon направи реорганизација на нивниот европски футпринт, бидејќи имаше производство тука, во Словачка, во Франција, во Португалија. Ама се софрна со завршување на бенефиции? Тој што го купу... Не, продолжување на истото. Бенефициите, тој што го купува, Visteon го купи целиот дел. Не, мислам дека па 10 години не беа бенефициите површина. Не. Стојам директно за тоа, бидејќи знам го имам јас подпишано договорот и со Johnson Controls и со Visteon и потоа Delphi, сегашен Aptiv, дојде, го откупи објектот на Visteon и продолжи со работа. Технички истата дејност која почна Johnson Controls во 2008 година, Delphi, односно денешен Aptiv, сличен вид на производи, не исти, но сепак тоа е електроника. Бенефициите, можам да кажам една работа. Бенефициите кои денес се нудат кон компаниите, ако ги споредам со бенефициите кои се нуделе пред 10 години, во вредност се поголеми. Посебно во кеш компонентата.
односно онај грантот кој е поврзан за вредноста на инвестицијата. Она што јас сметам дека е многу важно, и минатата недела имавме една презентација на оваа тема, е глобалниот минимален корпоративен данок од 15%. Она што е врз основа на барањето на ОЕЦД имплементирано глобално, како и колку брзо ние неопходно е да се адаптираме на тоа. Тоа значи минимален корпоративен данок од 15%, но истовремено целиот оној пакет на бенефиции треба многу брзо, јас би рекол сигурно пред крајот на оваа година, да се редизајнира. Како тоа ќе влијае на постоечките компании, бидејќи даночните ослободувања, знаете што значи ова смена? Даночното ослободување кое го добивате, ако сте во ТИРС, или она што давате не одбив, туку го плаќате корпоративен данок, па добивате поврат една година после тоа ако сте надвор од зоните за овие големи компании. Ние што го добиваме оваа година ќе платиме за 24-та, во 26-та ќе се исплати 15% данок на добивката во Македонија оваа година ќе биде исплатена во домицилните земји од каде што ние доаѓаме. Значи тој данок ние како држава ќе го изгубиме. Добро. А потоа ние како компании ќе речеме, извинете држава, тоа е се убаво, но ова нас ни следува на еден или друг начин, бидејќи ова даночно ослободување мора да се преформулира во друг вид на бенефиција, дали е тоа данечен кредит или слично, бидејќи причината заради воспоставување на вакво правило е да се намалат даночните раеви, но истовремено да се намали целиот оној концепт на даночни ослободување. Ако давате помош, а секаде во Европска унија се дава помош и секаде на глобално ниво се дава помош, иако таа државна помош е најрегулирана во Европа и ние работиме од тие правила, се знае по кои правила и прописи и сакаат да нема воопшто никакви даночни ослободувања. Сега една од партиите нуди 8% намалување на данокот што го има. Ова се однесува на компании со глобален обрт од над 750 милиони евра. Так, сега во Македонија такви има според она нашата анализа некаде околу 50. 50. Сега тие 50 плаќаат 10%, 10 како сите други. Како сите други. Така. Во наредниот период ќе плаќаат 8. Например, ако дојде таа партија на власт, ќе големите, јас сметам дека како држава ќе мора да адаптираме само за големите да важи тој од 15. Ќе плаќаат 8, но ако плаќаат 8, тогаш таа разликата ќе ја платиме. Така е, ќе ја платите и Македонија у суштина ќе изгуби 7% например. Ама сега губиме, сега ќе изгубиме и 15, бидејќи се добиваат таквите даночни ослободувања. Јас мислам дека што и да се случи во следните 6 недели додека се изборите, не можеме да ги измениме овие правила, но јас сметам дека ова есен ќе треба без разлика кој ќе победи, да се седне со нас како странски инвеститори, како ова ќе влијае врз нас, бидејќи на странски инвеститори на кој ова е апликативно. 750 милиони евра глобален консолидиран обрт нема ниту една локална компанија. Се надеваме такви ќе има во иднина, но засега нема. И многу е важно што ќе се направи со постоечките компании кои добиваат бенефиции, но како ова ќе се трансформира во идните пакети на државна помош за се уште да останеме конкурентни околу државната помош. За другите работи можеби да се вратиме на едукацијата, бидејќи мислам зборевме за тоа, тоа е многу поважно од бенефициите. Да, но 15% 50 компании, сериозни компании кои влијаат на извозот, бидејќи тие сите се извозно ориентирани, вие ќе треба да го платите и ако станете неконкурентни на пазаров, 50 компании е сериозна бројка. Апсолутно е сериозна бројка, бидејќи она што е анализа е тоа ќе биде само за оваа година минимум 30 милиони евра кои нема да се прилив во Македонија, туку ќе се одлив во земјите, значи земјите на Европска унија, Велика Британија, Канада, од каде што се овие компании. Значи, ајде да резюмираме за да биде јасно на сите што не следат, бидејќи некако во јавноста не го среќавам овој податок, не се обработува оваа тема со овој глобален данок. Зборуваме, вие ќе бидете, вашите компании, и вие, што сте, например, во Македонија, ќе бидете чарджани, ќе бидете наплатени 15% данок на тоа што го работите. За компаниите кои добиваат даночни ослободувања.
за корпоративен данок. Така, Да. и вие ќе си платите 15%, ако не платите вие, ќе плати вашата мајка во Германија. Нашата мајка ќе плати, ама тоа ќе дојде на наше конто. На ваше конто, вие плаќате 15% сето тоа. Вие добивате државна помош, државни ослободувања, даночни, сето тоа. Ако вие добивате државна помош и ослободување, но вие сте приморани да платите 15%. Но ние добиваме ослободување на 10, а плаќаме 15. Така, ослободување на 10 плаќате 5%, у суштина ви се поскапува во моментот работењето во Македонија. Дополнителни 5%. За сето ова ќе треба да се изнајде некаков начин, бидејќи кога ќе ги смените, не е важно дали ние како држава сме ги сменили условите на работа или глобално се сменети, а ние тоа сме го прифатиле, треба да најдеме начин како ова да биде неутрално за сите. За сите. Да остане у суштина на некој конкурентноста на ова ниво, бидејќи има земји кои имаат корпоративен данок повисок од 10%. Да разговаравте со политичките партии? Го спомнавме, но треба многу подлабински да го разговараме. Овој беше анализа која направивме со една од Big Four големите сметководствени компании, бидејќи навлеговме во тој детал, но ова минатата година како Совет за странски инвеститори ние директно го покренавме со економскиот тим на владата. И кажавме дека нас ни беше кажано дека ова нема да прифатено веднаш од Македонија, ќе има еден транзиционен период, но тој транзиционен период од 1 јануари оваа година, дали ние ќе воспоставиме нешто или не е важно, ние пак ќе платиме во нашите домицилни земји. И тоа е важно. Но да се вратам она што го кажавте, пред да одиме на образованието. Од Советот за странски инвеститори, кога седнуваме со политичките партии или сега седнавме, направивме една анализа. Знаете дека некаде кон декември минатата година секоја година правиме анкета на како еден бизнис инвестициски индикатор, каде што сите овие компании со странски капитал, тука не навлегуваме од која земја доаѓаат, туку навистина компании со странски капитал, сите овие 50 влегуваат таму и други, и тука кажавме кои се важни работи за нас. И ќе ви споменам некои од тие, бидејќи ќе знаете зошто ова треба да биде во програма на било која политичка партија. Прво, кажавме, навистина сакаме да сме вклучени во процесот на консултација при измена на законската регулатива. Да не биде она излезе на ЕНЕР документот, пред да оди на парламент, чим отишол на ЕНЕР, многу е касно. Бидејќи сите овие работи на еден начин, друг начин не само што влијат кон нас, кон странски компании, туку влијат кон сите домашни субјекти. А ние, бидејќи работиме во многу глобални јурисдикции, зошто не дадеме предлог или начин како негде другде е ова регулирано, кое може да биде целисходно за Македонија. Второ е хармонизирање на нашиот царински тарифник со тарифите во Европската унија. Тоа за прв пат се направи пред 3 години, ако многу време помина, но издействувавме околу 260 тарифни бројки беа адаптирани и имаме сега уште една група која сметам би било многу добро пред крајот на годината да се усогласат, бидејќи ова значи конкурентност зголемена. Зошто ние там произведуваме овде, а некој во Бугарија, во Чешка или по Полска со различни царински стапки, се тоа се електроники кои доаѓаат од пред се, производот електроники кои доаѓаат од Азија. И на пример, во Европа се плаќа помеѓу 0 и 2,7%, а ние за некои од овие компоненти плаќаме 15%. Не е логично. Следно, сакаме да имаме усогласување и ова е позитивно, бевме заедно минатата недела до настан, усогласување на сметководствените правила според меѓународните ИФРС 2021 стандарди. Ова беше потврдено дека ќе се случи од 1 јануари 2025 година и ова го поздравуваме бидејќи е многу важно. Паралелно на ова, сакаме да има униформен пристап сите даватели на државна помош да работат по еден терк што е оправдан инвестициски трошок, да биде според овие глобални стандарди и да не одиме ние како фирми на шопинг во ТИРС, во Агенција за странски инвестиции, во кабинет на вице-премиер, бидејќи има различни толкувања што е оправдан трошок, а понекогаш може би и различен пакет на помош ќе добиете. Околу едукацијата. Ние како фирма и
повеќе пред се германски, но не само и германски, имаме и домашни и американски компании кои се вклучени во ова. Дуалното образование, знаете дека почна пред 5, веќе 6 години. Но и повеќе, јас се сеќавам, Имаше Евана го започна точно. Коце Металец, односно Михајло Пупин. Јас го знам како Коце Металец да го Евана го почна на тој така, начин и потоа поструктурирано, но сега и преку Стапанската комора има еден целосен пристап. Така, сега веќе големо И јас сметам не треба да биде по австрийски, по германски, по швајцарски, треба да биде по македонски трек. Она што нас ни треба. Тоа е едниот дел. Но за високото образование. Ние мислам дека како држава многу малку пари издвојуваме за високо образование и за истражување и развој. Пред се во техничките науки. Ако го видиме квалитетот на лабораториите, на електро или на машински факултет, не коментирам на протестите минатата за Финки, така. зошто факултетот долго време не направи. Сепак Финки е повеќе програмирање. Јас зборам за овие работи. Како фирми ние индивидуално понекогаш соработуваме, даваме контрибуција, донација и слично, но мислам дека треба да се направи еден систем. Може би некако во Америка каде што приватниот сектор се финансира, но да има буџет државата, а потоа и ние како странски компании заедно да ги собереме нашите донации на едно место, заедно со државните донации да имаме најмодерни лаборатории и на електро и на машински факултет, бидејќи тие луѓе кои таму се едуцираат, треба потоа да работат кај нас по она што го бара индустријата по најновите стандарди. Мисо, порано се сеќавам, ние имавме прилично добар прилично голем број на иноватори работеа во фабриките и ќе чуеме иновација за ова, иновација за она. Не го смене и светот или да речеме Volkswagen да стане уште побогат и да се продаде таа иновација таму, но го направи домашното производство по конкурентно. Со мали измени, со мали вложувања од наши луѓе што работат директно во процесот, со нивната инвенција успевавме нешто да подобриме. Тоа се уште постои. Секој од нас како компанија имаме внатрешно процес на континуирано подобрување, оптимизирање на процес. Не, ама дали доаѓа да му текне да стави нешто на хате, тоа е подобро и да ви го доаѓа или имаме внатрешни програми како компании каде што имаме и финансиски стимулации за истото врз основа на некои идеи кои може да се аплицираат на нашето производство локално, но и на другите наши глобални фабрики. Но она што е поважно, јас овде сакам да апелирам на една работа и ова го кажавме на еден состанок со политичките партии. Знаеме дека веќе повеќе од 10 години како држава стимулираме стипендии за најдобрите студенти кои одат на топ 100 универзитети во светот. Според Шангајска листа. Според Шангајска листа. И таму има обврска. Не навлегувам, јас овде ќе се концентрирам на техничките сектори. Како, колку и зошто од тие луѓе не се тука, не е на мене да анализирам. Не, се воздржувате но јас сум сигурен, дека да бидете политички коректен во моментов. Ќе кажеме некој некому прогледал низ прсти. Дали е тоа министер или не сакал да го вработи затоа што не бил партиски определен. Дали е тоа Министерство за образование, дали е некоја комисија таму или слично, бидејќи сите тие имаат обврска да се вратат тука во одреден временски период да работат кај нас во државата. Колку од тие луѓе се вратени, сум сигурен, не многу во процент. И второ, дали за тоа сите ние како даночни обврзници имаме потрошено десетици милиони евра? Апсолутно да. Дали тоа значи дека ние како држава, не навлегуваме ја сега во политички партии кој на која позиција бил, како држава стимулираме или сме стимулирале brain drain на добрите? Апсолутно да. И знаете што? Дури и некој тамо што работи, било каде да работи и да има висока плата од стипендија од државата. Нас како држава многу ни е поважно тој да се врати назад и овдека да креира вредност за компаниите овде, наместо да ни ја исплати пеналната клаузула во тој договор, бидејќи со тие пари што ќе направиме? Нас ни е многу поважно ние сме држава со лимитирани ресурси. Така и тие кога контакти ќе ги изгубиме најдобрите се многу поважни од што знаење што го знаеме. Бидејќи јас ако не се лажам, некој од тие стипендии е $40,000 на годишно ниво. 4 години ќе завршите додипломски студии, плюс другите трошици, сето тоа ќе стигне до речиси $200,000.
пеналот и тие пари се многу помалку важни отколку знаењето кое ќе го донесе некој што студирал на топ технички факултет, бидејќи контактите што ги има, но јас овде го знам и од друга страна дека се вратени добар дел, но не може да најдат работа, односно не им е понудено работа бидејќи едноставно немаат партиска книшка. Тоа е проблемот на тие луѓе и после тоа се заменуваат, односно се случува и да бидат по 2-3 години невработени во секторот или во своето звање, па кога ќе источи тој договор од 5 години, фала многу пријатно и догледање си бараат во други сектори. Се доближува сега крајот на подкастот. Само уште две работи да ви кажам што се важни. Па јас имам едно подпрашање да не го заборавам. Aftercare, процесот на помагање на постоечките инвеститори во државата. Според мене, исто толку важно колку процесот на привлекување и имање на квалитетен професионален кадар кој ќе работи на привлекување на инвеститори е поддршката и помагањето на домашните. Policy advocacy. Не треба ние како Совет за странски инвеститори да правиме. Тоа треба да прави институцијата на државата која е задолжена за да не обслужува нас. Зошто? Ке ви кажам, мојата дополнителна функција во компанијата Костал, освен што го водам што ја водам фабриката во Охрид, е подпредседател за односи со државите и владите на глобално ниво. Ние имаме локации на 26 земји во светот. Во Ирска имаме 2 фабрики веќе 50 години. Ирската агенција Irish Development Agency, IDA, до ден денес, бидејќи сега јас ја превземав таа функција веќе 1 година, до ден денес на квартално ниво разговараат со нас, се јавуваат мене, што ви е вас потребно, како, на кој начин, на секој 3 месеци, на секој 3 месеци, квартал, на секој 3 месеци. Во Ирска ние имаме годишен обрт, да речеме околу 300 милиони евра. Но знаете кои други фирми се во Ирска? Во Ирска ги имате од Apple до Google, до Microsoft, до Johnson & Johnson, до Pfizer, до сите најголеми биотехнологија, технологија, финансиски систем, каде што тие се инвестиции во милиарди долари. Производство на чипови или слично. За еден Костал, автомобилска индустрија не е важна работа за Ирска. Но ние сме тамо 50 години. До ден денес тие се уште се заинтересирани како и на кој начин да ни помогнат, дали ни е добро да се сретнат со мене, со раководството кога одиме на посета во Ирска. Тие сега за време на Македонија 2025 самитот ќе дојде представничка од нивната институција за инвестиции, овдека ќе имаме панел за странски инвестиции и нивниот представник во Германија во Франкфурт, кој го постига Костал, и тој ќе дојде од Франкфурт бидејќи сака да се види со раководството на фирмата. Зошто ние за еден грст компании кои ги имаме во Македонија, во Ирска мене ми се чини неделно доаѓаат повеќе нови инвеститори отколку ние што сме добиле од 91 до денес. Зошто ние не се концентрираме да им помогнеме на тие тука, да го подобрат своето работење, да се поефикасни, да доинвестираат и продолжат понатаму. И уште една работа, не коментирам недела неработен ден, мислам дека го знаете ставот на бизнис заедницата на таа тема, но она што е важно, концептот на бруто плата. Секаде во светот, кога ќе одите на работа, ви се кажува колку е месечната или годишната бруто плата. Тоа е трошокот на работодавачот. Ние, како држава, ако не се лажам, некаде 2009-2010 сме воспоставиле на хартија концепт на бруто плата. 2008. Концепт на бруто плата. Се уште државата репортира минимална и просечна плата во нето износ. Кога персоналниот данок го плакам јас како вработен, а не мојата компанија. Кога имаше прогресивен данок, кај нас, нашите договори за работа сите се во бруто износ. И имавме одреден број на луѓе кои беа директно погодени од она измена од 15-18% данок. И нормално нив приходот им се намали. И сите велат, ама Виктор, што ќе правиме дај со Германија да разговараме бидејќи ова го смени државата. Јас го знаев одговорот, но се јавив. Знаете што беше одговорот од компанијата? Не само нашата, било кај, that's between you and your government. Тоа е помеѓу вас и владата. Кога ќе се менуваат даноците, тоа треба да го афектира вработениот, не компанијата. Не може со промена на даноците компанијата да го зголеми својот обем или да го намали својот обем на плаќање. Тоа е директно влијание, бидејќи компанијата однапред буџетира колку е вредноста на платите. Кога ќе се сменат даноците, тоа не афектира сите нас, кои реално сме гласачи. И тоа сметам дека е многу целисходно да го направиме, иако во менталитетот на сите кај нас е кој колку зема нето,
Кога ќе одат на запад, никој не размислува така. Така. Вие може да си прерачунате, но планирајте си во бруто, бидејќи тоа е трошокот на компанијата. Така е, и во суштина кога имаме бруто, знаеме колку државата ни зима или нема да ни земе. Врз основа на бруто платата ќе знаеме дали сме побогати, односно даночните политики ќе можеме да цениме дали сме со одредена влада побогати, повеќе пари ни останува или помалку ни останува. Ако го намали данокот, на бруто плата ќе ни остане повеќе, а ако го зголеми данокот, на бруто плата помалце, и ние во суштина едноставно имаме. А не може компанијата одеднаш се сменуваат тие работи и се зголемуваат трошоци. Доаѓаме некако до крајот на подкастот и можеме да збориме и за странски директни инвестиции, дека на вистина добри резултати постигнува во последниве години, се постигнуваат, значи добри се сумите, но на крај сакам да завршам со нешто што го спомнавте, а ми остана од средбите недокажано. Сте побарале да се дизерфицира извозот, не ве обвинија дека се ја сакате Кина, Русија повеќе, дека скршнуваат од европскиот пат. Бидејќи нели ние извезуваме во Европа, а вие сакате да извезувате и во други региони, не ве обвинија. Во други региони ние не кажавме каде, ние рековме треба прво, ние треба да видиме производите кои ние ги произведуваме, каде би можеле да бидат конкурентни и каде имаме конкурентни предности. Во Германија ќе бидат конкурентни било каде во светот. Добро, но во Германија се конкурентни производите од автомобилската индустрија, каде што производителите од тие компании се во Германија 50% извозот, а 70% во Европска унија. Во Европска унија, така. Така што ние сме прилично конкурентни во поглед на било и со квалитет и со цена. Но важно е за кој на големите странски компании кои произведуваат кај нас не им треба помош во зголемување на извоз или диверсификација на своите производи. Тоа е пред се важно за домашните компании. Така да, освен Европската унија, дел нека биде на Балканот, дел нека биде во земјите од Северна Африка, нека биде во земјите од Блискиот Исток. Да одиме во некој регион што е не повеќе од 5 часа лет од Македонија, јас не велам никаков проблем да инвезуваме и во Северна, и во Јужна Америка, и во Југоисточна Азија, но тие се многу подалечни пазари и можеби многу поголема конкуренција. Сме имале како Југославија некакви врски и со Блискиот Исток и со Северна Африка. Зошто да не успееме нешто во Египет, во Мароко, во Тунис? Не велам во Сирија и во Ирак, знаеме која е состојбата таму, но земјите од заливот. Зошто да не најдеме производи кои можеме да ги извеземе во Емиратите, во Катар, во Саудиска Арабија, во Оман. Сметам дека треба да се направи една анализа на кои се тие производи, кои се тие фирми. Господине Мизо? Сега да ме прашам. Некои професионалци кои ќе работат и за ова ќе бидат. Колку знаете колку мина се смениле како директори на агенција за странски инвестиции во последно време? Во последните 7 години 7. 7. Да. Исто така во Министерство за образование и исто така огромен број на министри се сменија. Тоа у суштина кажува дека никого не го интересира овие сектори. Мора се сеќавате, имаше едни избори во Америка пред повеќе години каде што слоганот беше It's about the economy, stupid. Истото и кај нас. Ако економски државата се подобри во следниот период, не навлегувам јас дали е тоа 1, 3, 5, 15 години. Од нас сите зависи од оние кои ќе ја креираат политиката и оние кои ќе имплементираат истата, дали ќе ги најдеме тие соодветни кадри и дали ќе ги ангажираме ресурсите за да се помогне на сите. Знаете, кога има плима, дали сте кајче или носач на авиони, сите се дигаат нагоре, а не само едниот или другиот. Мене целта би ми била и сметам на сите нас како држава, ако има плима, ако има економско подобрување, сите луѓе ќе одат нагоре, а не само поединци. Сега сосема на крај, рековте седнувавте со политичките партии, со големите играчи, ви оставија ли вас лично впечаток дека се волни нешто да сменат или генерално е или да останат или да дојдат на власт, па пак исто така ќе оди турниме да кинесам работата. Дали ви некој ве увери дека да ние сме цврсто решени да одиме да ја подобриме работата? Гледайте, јас она што ќе ви кажам. Имате доволно искуство и да не навлегувам, да не навлегувам во деталите кој каков директор впечаток не остави. Мене ми е многу поважно следното. Кога ќе се формира влада? Да речеме, ако се изборите на 8 мај, јас предпоставувам некаде до крај на, не знам, јуни потенцијално да има влада, каква и да е таа влада, ние оние барања што ги поставивме, директно да седнеме со тие што ќе бидат во таа фотелја, дали е тоа премиер или економски тим, и да кажеме што од тоа што побаравме, како, во кој временски период и на кој начин
ќе се преточи во реалност. И тука ние и како Македонија 2025, но и како Совет за странски инвеститори и како Стопанска комора, мислам дека сме подготвени да помогнеме, но да видиме едно е сега која е желбата или реториката. Друго е за 3 месеци од сега или 4. Добро, Бидејќи тоа мислам дека е многу важно и тогаш веднаш ќе видиме дали тоа било искрено и со желба или било за некој да дојде на власт. Знаете, после свадба тапани не е баш најдобро. Ама однапред ние не можеме никому никого да оцениме. И верувате ли барем минимум, дека нешто ќе испорачи? Гледајте, ако одиме без верба, тогаш некој ќе испадне, па 30 години никој никому не му верувал. Јас не сум бил сите тие 30 години овде, или 30 плюс. Јас мислам дека мора да свртиме една страница и да речеме или правиме вака, или не знам што е веќе иднината. Ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Благодарам на вас и благодарам и на вашите слушатели и гледачи. Тоа беше се.